Се враќаме назад во студио 1 и првата тема која што денеска ја обработуваме е неготинското село Тимјаник, бидејќи заедно со спорот за името беше во фокусот на јавноста изминативе денови. Дали се работи за недоволна едукација, дали се работи за стереотипи и предрасуди кон она што е непознато. Разговарам со Маргарита Милошевска и Олимпија Гроздановска од УНИЦЕФ. Како ја толкувате оваа ситуација што се случуваше изминативе денови во Тимјаник? Има ли воопшто виновник? Дали може да се лоцира вината кај еден човек само? Па не би рекла баш дека е само кај еден човек. Прво да го искажам сакам мојот револт како родител, бидејќи јас сум родител на девојче со церебрална парализа. И со овој проблем се соочувам веќе 14 години. И сум активен борец за правата на децата со посебни потреби. Мислам дека ова беше не грозно, застрашувачко. Ние како родители сите се збунивме од ваквата реакција и многу жално што родителите и жителите на Тимјаник се понашаат така. И знаевте ли воопшто каде е Тимјаник претходно? Не, прв пат сум слушнала за тоа. Тимјаник се појавува на мапата и изминативе неколку денови. Просто се збунив, не знаеш што се случува кога почнав да гледам на телевизија. Кога сватив што е поентата, се зачудив дали е воопшто можно во нашата држава да постојат такви луѓе. Ке ги отвориме дилемите за луѓето, дали се работи за неинформираност или се работи за неинформираност. Така, Господја Гроздановска, како... Да, пред се да ви заблагодарам што ни овозможивте и да учествуваме во оваа емисија. Јас присуствував на еден од настаните таму кој што беше организиран, односно поточно на средбата со Министерката за труд и социјална политика и на представниците од организациите на Обединети нации на Европската унија и имав можност и да поразговарам со граѓаните. Морам да кажам дека се работи за незапознаеност и она како што вие кажавте, може би и страф од непознатото. Потребно е повеќе да се зборува на овие теми и повеќе луѓето да се запознаваат со овие теми. Ние како УНИЦЕФ и во 2014 година направивме една студија за тоа какви се знаењата и ставовите на луѓето во однос на прифаќање на децата со попреченост и увидовме дека дури 42% од испитаниците воопшто и многу малце знаат за децата со попреченост, многу малце се среќаваат со ниво заедницата. Така да се работи за нешто што е непознато, а и во овој случај може би избир на околности и на незадоволство кое што ете на некој начин може би кулминираше. Прочитав еден коментар на социјалните мрежи за Тимјаник кој вели тоа е сликата на бедата на нашето колективно битие, односно слика и прилика на состојбите во македонското општество. Ви се согласили ли со ова? Да. Како родител кој што се соочува, велите, со овие предрасуди, дали може колективот да се обвини за целата ситуација? Па може. Ја вака сега би нагласила прво, сакам да прашам зошто прво се почна од Тимјаник? Тоа е, да, впрочем, тоа е едно од прашањата. Тоа е едно од прашањата. Зошто почна државата во Тимјаник да ги сместува децата? Може би јас можам тука да се вклучам. Значи, се работи за еден процес кој што се нарекува процес за деинституционализација. Како што е зборот тежок, таков и процесот. Меѓутоа, тој процес е започнат од 2000 година и се спроведувал со различен идентитет. Од минатата година или малце порано веќе засилено се продолжува да се работи на тој процес, каде што во центарот се лицата со попреченост и децата кои што се сместени во така наречените големи институции, каде што знаеме познато дека развојот на децата не може да биде таков како во едно семејно обкружување и семејна средина. Така да откако се интензивираше овој процес, практично и не е почнато со Тимјаник, почнато е со Неготино, со првиот малгрупен дом. Тимјаник само сега влегува како... Да, кој што веќе се отвори, а Тимјаник се уште се работи таму, значи тој
мал групен дом, како што се нарекува, не е се уште готов, но многу се работи на зголемување на бројот на згрижувачки семејства, каде што исто така децата можат да излегуваат. Но ја би рекла, не е тоа од каде ќе се почне, затоа што низ целата наша земја имаме ниско ниво на прифатеност на она што е различно и на прифатеност за децата со попреченост. Пак ќе се навратам на студијата и ќе кажам дека само 4% од населението, од испитаниците, кажале дека е потребно децата да се вклучат во редовното образование. Значи, свесноста за инклузијата е на многу ниско ниво. Така, меѓутоа, дали Тимјаник би можел да се случи и во урбаните средини? Еве, Тимјаник е сега надворот, е малку порурално место за оние кои што не знаат. Иако на само 2 километри од Тимјаник е градот Неготино, со по-урбана средина. Но дали, еве, да кажеме, во Скопје, во Битола, во има Тимјаник и во Скопје. Значи, се наоѓаат и такви делови и во Скопје, во Гостивар, во Неготино, во Битола, значи и во другите градови. Меѓутоа, во овие средини руралниве е малку понагласено тоа. А јас сакав и да прашам уште нешто, значи кога веќе се почна ова деинституционализација, зошто прво луѓето не беа едуцирани, па потоа да се сместат децата? Значи, ова сакам како прашање да го поставам и до министерката и до Министерството за труд и социјална политика. Мислам дека требаше прво да се едуцираат луѓето, па после да се однесат децата таму. А не вака луѓево да... Господја Милошевска, еве, ако вие сте родител, како што рековте, на дете со попреченост, инклузијата во самото образование е проблем во државата не само сега, тоа е проблем над 20 години. Таа едукација е веројатно неопходна за да не ни се повторат слични ситуации. Потребни се едукации на наставници, учители, едукација на граѓани во овие средини. Потребна е голема едукација низ целата држава. Еве, за да им стане на сите појасно, кој што веројатно или пак ќе речам дека секој би досега имал било каква средба или момент со лице со посебни потреби, меѓутоа вие тоа го гледате секојдневно, до вас е, со вас расте. Како родител кој што еве сакам во моментов да испрати порака за сите оние кои што не сваќаат за какви деца се работи, може ли да ги опишете навиките на вашето дете? Што е различното од останатите? Па, вака, прво луѓето треба да бидат едуцирани, прво сакам за ова да се навратам, дека во светот постојат, или во нашата држава Македонија постојат различни луѓе. Прво тоа треба да го научат. И различноста секогаш ги плаши луѓето. Да. Значи има различни дебели, слаби, има глуви, слепи лица, со церебрална, ментална попреченост, со секаква попреченост. Значи прво децата и возрастните треба да научат дека постојат различни типови на луѓе, не сме сите исти, така и децата со посебни потреби. Мојата Мартина има 14 години, не зборува и не оди. Со моја многу голема трпеливост и премногу сум ја носела во Бугарија на лекување. Сум ја донела до тој степен да почне да се движи сама, не сама, со моја помош, меѓутоа претходно не можеше воопшто да се движи. Сега е дојдена до фаза и да разбира, меѓутоа не зборува. Овие деца сите се многу мили, сакаат многу љубов и бараат многу љубов, бараат многу внимание. Не се страшни како што беа представени во Тимјаник, воопшто не се страшни. Впрочем, видовме и новинарот кога ја внесе мајката да ги види децата, колку тие бара љубов и колку беа мирни деца. Ќе искористам, извинете, само ќе искористам оваа прилика да им соопштам на гледачите дека откако ќе го завршиме овој разговор, следува разговор токму со новинарот Фуркан Салиу, со кој што разговарав денеска за неговото дело, односно неговата авторска работа во Тимјаник. Од близко и за тоа што тој направи. Многу позитивно ме изненади новинарот и многу убаво настапи кога ја повика мајката да ги види тие деца. Да види дека децата не се страшни, дека тие деца не можат да станат од кривата, не да ги нападнат нормалните деца, како што ги нарекуваат, и дека не се воопшто ризични за здравите деца. Јас имам ќерка здрава, прва, 29 години, мажена, имам внука, секојдневно се гледаат со Мартина
и нема никаков проблем тука, нити Мартина е нападнала Софија, ми се вика внуката, не ја нападнала и воопшто не е ништо страшно тоа. Кога родителите, тие жителите на Тимјаник би имале повеќе контакт со вакви деца, можда некогаш би станали изгрижувачи на некое такво дете, кога би виделе колку љубов има во овие деца. Ја би се надоврзала исто овде да кажам дека комплетно се согласувам дека колку ни се децата поблиску до нас, толку повеќе ќе се запознаеме и она на што треба да внимаваме е дека треба да се насочиме кон способностите, а не кон недостатоците кои што децата ги имаат. Она што Уницев го вели, сите деца имаат подеднакви права. Значи, сите имаат подеднакво право, подеднакво да живеат во нашето општество. И ние сите треба да направиме напори, значи не е прифаќањето задача на државата, на општеството, на Министерството за труд и социјална политика, туку на сите нас. Ние сите треба да бидеме отворени, свесни, да научиме она што не го знаеме повеќе, но да бидеме отворени да се запознаеме со различното. Само на тој начин ќе имаме прифаќање. Господја Гроздановска, дел од пораките на протестите во Тимјаник беа и дека во моментов не е неопходен дом, туку градинка за останатите деца во селото во кое што има околу 1000 жители кои што имаат право на глас. Дали сметате дека тој изговор е соодветен или е реален страв, или се работи сепак за, пак ќе кажам, предрасуди и стереотипи кон она што е непознато? Па јас ке речам дека жителите таму имаат различни потреби, меѓу другото имаат потреби од градинка. Треба и нив некој да ги праша зошто го направи. Точно така. Значи некој треба да ги слушне и нивните потреби и да види како тие потреби треба да се задоволат, за да не биде тоа една причина за да се протестира против нешто друго што исто така е потребно во нашето општество. Така. Но она што мене ме радува што во социјалните мрежи јас се повеќе гледам пораки на прифаќање отколку пораки против. Значи тоа е нешто што можеби го гледаме сега во овој момент со овие случувања преку тој настан во Тимјаник, колку многу луѓе всушност се повеќе знаат, разбираат и препознаваат како и треба да се однесуваме во вакви ситуации. Бидејќи е дојдено до една ситуација која што го стави Тимјаник на мапата, и тоа не по-добро, кој е виновникот? Дали, бидејќи ве прашав на почетокот, но сега ќе прашам поинаку, дали се работи за системот? Системот, бидејќи образованието се труди, постојано се вметнува зборот инклузија, но сепак сме сведоци и во медиумските пишувања дека децата постои, дали е тоа природна сегрегација поради непознавањето на другиот, или пак самиот образовен систем не нуди доволно начини за инклузија? Јас мислам дека овдека системот потврди во овој случај. Мислам дека, пак повторувам, дека прво требаше да се едуцираат граѓаните, па потоа да се однесат децата таму. Друга работа, мислам дека вакви мали групни домови можат да повеќе одговараат да бидат во градови отколку во мали села. Заради тоа што овие деца бараат многу често медицинска помош повеќе отколку здравите деца. На овие деца им е потребен логопед, им е потребен дефектолог, им е потребен физиотерапеут, што во такви места не може да се најде. Моje мислење и мислење на многу родители е дека такви групни домови треба да има повеќе во градовите отколку во селата. Уницев пак смета дека децата треба да живеат во секоја средина. Дали е таа рурална или градска средина или како и да е, децата подеднакво услугите треба да се донесат поблиску до децата. Мене ме зборува заради тоа што медицинската помош да им биде поблиску. Предвидени се лица кои што ќе работат со децата и ќе обезбедат таа терапија која што на нив им е потребна. Да не заборавиме дека Тимјаник е само на 1,5 километри или 2 од центарот на Неготино, така да тука и не гледаме некоја разлика од тоа дали ќе биде во самиот град или не. Децата треба да живеат во таа средина каде што како и сите други деца. Јас ќе си дозволам и ви како родител да прозборувам и ќе кажам дека
Децата многу полесно се прифаќаат едни со други. Дека повеќе предрасудите или ставовите, знаењата, неприфаќањата се кај возрастните. И тука малце треба повеќе да се работи. УНИЦЕФ испроведуваше кампањи за развивање на свеста на граѓаните за прифаќање, но имавме одредени резултати од тие кампањи. Ја мислам дека тоа и можеше да се види нели со реакциите на социјалните медиуми. Со филмот, нели? Но знаете што, за да се променат ставовите, сваќањата е потребно многу подолго време. И многу полесно тоа ќе се помине доколку сме блиски едни на други и поблиску се запознаваме, отколку со некоја едукација и со некои обуки кои што би ги спроведувале. Така да тоа е комбинација на нештата. Со стратегијата за деинституционализација сите овие елементи нели се предвидени и се работи на тоа во известна мерка. Се согласувам, да, добра подготвеност на населението е потребна. И едукација да се внимава на тоа, со тоа што и поголема вклученост на општината, општинските органи и на заедниците во сето тоа. Доколку имаме невладен сектор во тие заедници, тие треба да си ја превземат својата улога во целиот процес. Извештаите на Хелсиншкиот комитет години наназад зборуваат за нехуманите услови во специјалниот завод во Демир Капија и затоа токму и се прави нели ова поместување на луѓето. Таму, ако не се лажам, до неодамна имаше и само еден лекар. Не знам во моментов каква е ситуацијата изминатава година, но знам дека на почетокот на 2017 се уште немаше единствен лекар таму. Така, здравствените услуги се обезбедуваат од страна, значи таму нема лекар. Состојбите се на вистина многу лоши, тоа го покажуваат извештаите и на Европската унија и на Обединети нации. Токму затоа можеби во овие заложби за деинституционализација се тргнува токму од таму. Таму има околу 200 корисници кои што живеат таму, од кои што 11 се деца под 18 години, имаме и доста млади лица со попреченост. Фокусот Министерството секако го става на децата. Се планира што поскоро нели да таа институција се трансформира на некој начин и да се обезбеди за сите оние кои што моментално живеат таму, се пренесат во заедницата и ни бидат нели во услуги во рамките на заедницата, да живеат во нашето соседство, во нашата близина, а услугите да се донесат поблиску до нив и она што нив им треба да им се даде онаму каде што ќе живеат. Госпоѓа Милошевска, би сакала јас да додадам уште нешто, бидејќи јас сум координатор на ресурсен центар, што е сервис на родители што имаат деца со посебни потреби. Сакам да кажам, при нашите средби со родителите, гледам дека многу родители ги кријат нивните деца. И на таквите родители им треба едукација. Им требаат обуки. Ресурсниот центар прави многу убави психолошки обуки, три пати во годината, каде што господјата Диана Белевска многу убаво, на многу убав начин не опушта нас родителите и тоа е од многу голема помош за родителите. Не знам зошто во нашата држава и самите родители се срамат да кажат дека имаат дете со посебни потреби. Јас познавам семејство во Гостивар, дознав дека имаат дете со посебни потреби откако детето почина. Значи 20 години детето било криено. Ги познававте луѓето? Ги познавав. Јас со моето девојче одам на одмор во Грција, одам на одмор во Црнагора, секаде ја носам на пица, во кафе, воопшто немам страм од тоа дека имам такво дете. А луѓе во јас ги познавав, а не знаев дека имаат дете со посебни потреби. Сте биле ли изложени, или пак треба да прашам колку често сте изложени на дискриминација? Не само овде, не само во средината во која што живеете, него рековте со вашата ќерка одите и... За среќа ја многу такви искуства сум немала, лоши искуства. Сум немала многу, меѓутоа во зградата кај што живеам во моето мало, децата бидејќи ја гледале Мартина
уште од раѓање, уште од мала, многу ја сакаат и буквално кога доаѓам од работа трчаат да ми отворат вратата и од зградата и од колата и да ми помогнат. Така знам дека многу е важно кога луѓето на лице место би ги виделе овие деца, би поминале некое време со нив, би играле или би се сретнале, едукацијата да биде едукација на возрастните и на децата, меѓутоа да биде присутни и децата. Да. Повеќе да поминат и децата контекст со овие деца со посебни потреби. Господја Гроздановска, дали повторно ќе се навратам на образованието и таа инклузија која што е постојано дел од пораките дека е потребна инклузија, дали овие деца со посебни потреби се само формално прифатени? Дали од општество кое што треба да се грижи за другиот, општество со своја одговорност, се претворивме и општество кое што треба да делува со емпатија и ние применуваме нетолеранцијата? Значи, инклузијата се уште се гради кај нас. Ние сме на зачеток, почнуваме, учиме, правиме некои чекори и се стремиме кон тоа. Може би е потребно време, потребни се поголеми напори за сето тоа, за да стигнеме до така наречената целосна инклузија во општеството. Потребно е доста да се работи на тоа и сите ние имаме одговорност во сето тоа. Стратегиите на УНИЦЕФ во овој дел, помагањето во соработка со Министерството за труд и социјална политика, следствено на тоа и локалните самоуправи? Да, значи, со целиот овој процес, еве, ние започнуваме и заедно со Министерството за труд и социјална политика со една кампања каде што обликот, алтернативниот облик на згрижување, згрижувачки семејства, сакаме да го приближиме малце поблиску до граѓаните, но со сето тоа е да ги запознаеме малце повеќе граѓаните со целиот тој процес на деинституционализација и воопшто со инклузијата на деца со попреченост, бидејќи како што вие кажавте, многу од родителите и своите деца ги чуваат дома токму поради таа неприфатеност во нивната околина и во нивната заедница. Институциите имаат секако одговорност во сето тоа и тие се тие што треба да ги донесат услугите до децата, а не децата да мора да одат во специјални училишта или во некои специјални центри каде што би ја добила соодветната грижа. Еден пример за тоа е Португалија, каде што може да се каже дека има на некој начин и целосна инклузија на децата во образовниот систем пред се и сите услуги, оние терапии кои што треба да ги добијат и така натака, во самото училиште ги добиваат децата. Не се родителите тие кои што треба да трчат од еден центар до друг. Децата се таму од 9 до 4 часот и тука е се за нив обезбедено. Ги следат часовите кои што може да ги следат, посебни проценки се прават за секој дете, индивидуално кои се способностите и што на нив им треба за да ги развијат дополнително тие способности. Господја Милошевска, од државата каква помош добивате? Јас како самохран родител добивам 6500 дена. Не, зборувам во овој дел на дефектолог потребен за Па во дневниот центар во Гостивар има дневен центар, има дефектолог, има физиотерапеут, меѓутоа просторот е многу мал. Значи луѓето не можат да се вршат работата бидејќи немаат услови. Има само 2 соби. За мене тоа е многу голема помош како родител, бидејќи одам на работа. Меѓутоа, не е тоа што е потребно за децата. Вие сте дел од ресурниот центар на родители на деца со посебни потреби? Да, регионален координатор сум. Така, и овде се поставува уште едно прашање во целите случувања со Тименика, тоа е дека можеби предоцна доаѓа информацијата од владата, односно Министерството, или пак локалната самоуправа, бидејќи некој претходно знаел. Еве, вие велите во моментов дека се работи на проект кој што е постар, не е од вчера. Затоа реков институциите се криви. Требаше, значи, не сега да оди министерката во Тимјаник и да ги запознае граѓаните, требаше предходно. Значи, вие рековте, некој знаел дека таму ќе ги носат децата. Значи, ако некој знаел, требало предходно, барем месец дена, 2 месеци, сега да не кажувам колкав период, требало да се каже, да бидат запознати граѓаните, да се едуцираат и да им се каже дека таму ќе бидат однесени децата. И немаше состојбата да дојде вака, да ескалира.
Значи, информацијата беше стигната до општината. Општинските власти беа запознаени што и како се очекува, кој е процесот и која е нивната улога во целиот процес. Информацијата понатаму недоволно стигнала до населението. Тоа е тоа што... Че сепак пропузна институциите. Така. Можеме да заклучиме дека сите тие пораки кои што беа испратени на протестите од индивидуалци, мислам, не се работи за групни пораки, се работи, секој имаше различна причина, за некој е градинката, за некој е собственото дете стравот. Сега не го исклучуваме тоа вината на граѓаните на селото Тимјаник. И тие имаат голема вина, бидејќи со нивните пораки, со нивното понашање, прво не повредија нас родителите. Без разлика дали сме од Неготино, дали од Скопје, родителите на целата држава. Еве, јас ке се надоврзам, значи, и доколку еве не биле запознаени на време, добро е да се праша, да се најде начин како да се искомуницира. Еве, министерката отиде таму за да разговара со нив, така да има начини. Не секогаш треба многу бурно да се реагира на овие состојби, без разлика, еве и други потреби, други ветувања, доколку имало и за градинка и така натака. Треба да се најде начин како таа комуникација подобро да функционира и да имаме слушање од едната и од другата страна и разбирање за проблемите. Така, тука отворивме... А не да бараме вина, нели постојано ние само бараме вина од некого. Не, очигледно се работи за многу покомплексен проблем, бидејќи јас за прв пат слушам дека родители криеле свое дете со посебни потреби. Тоа е во има и случаи каде што, например, еве јас како мајка, пошто имам и здраво дете и едно болно. Сега, кога девојчето ќе дојде до фаза на мажење, им го спречуваат бракот од страв да не роди и тоа дете со посебни потреби. Баш скоро слушнав за таков случај од Гостивар, каде што девојчето ја има прекинато врската со дечкото поради причините домашните не го оставале да биде во брак со девојката поради тоа што има сестра со посебни потреби. За крај би ве прашал само кој би требало да има примарната улога за едукација, за тоа како да се прифати дете со посебни потреби. Дали е тоа пред се родителот и тоа се работи преку центри, дали е тоа училиштето, дали се тоа самите институции преку стратегии или пак се организации и фондови како што е УНИЦЕФ? Сите што ги наведовте имаат подеднаква улога во сето тоа, да. Сите на свој начин. Да. И на одредено ниво. Да. Јас се надевам дека испративме пораки за сите оние да го разберат проблемот со Тимјаник, бидејќи социјалните мрежи беа преполни и со навреди за жителите на Тимјаник, а не се прашавме пак дали некој нив ги праша нешто. Иако пораките не беа соодветни. Сега барем се надевам дека испративме порака што значи инклузија и дека децата со посебни потреби се едни мили деца и ништо повеќе од тоа. Како и секое друго дете и ги имаат истите потреби на љубов и внимание, игра, грижа, како и секое друго дете. Случајот со Тимјаник, мислам дека беше една добра едукација за сите граѓани на Република Македонија, да се запознаат дека во нашата држава за жал има и такви деца. Постојат насекаде во светот. Постојат насекаде и во светот и дека не треба... Дека децата се различни. Ке ви се заблагодарам за одвоеното време и за вашето гостување во Студио 1. Ова е последното дело на нашата Санта Аргирова, политички трилер, книга која што стана практика за гостите во Студио 1 како сеќавање. И се надевам дека ќе имате повторно прилика да присуствувате овде. Тогаш можеби нема да зборуваме за или пак ќе зборуваме за Тимјаник како една успешна поведра тема. Така, јас се надевам дека така би било во следното учество. Благодарам што не поканивте и што имавме прилика да упатиме еден апел до институциите и до сите родители, до сите граѓани на Република Македонија да ги прифатат овие деца и дека овие деца не се зло на општеството, туку се многу мили и многу фини деца. И благодарам уште еднаш. Благодарам. И како што најави, во продолжение следува мојот разговор со колегата Фуркан Салиу, кој што со своето новинарско дело изненади
позитивно многумина во Македонија. Тоа е прилог кој што се ширеше насекаде низ социјалните мрежи, што значи дека успеал со својата општествена одговорност да го промени мислењето на човек кој што протестирал, а впрочем може би и не знаел зошто. Следува разговорот одблиску со Салију.